Драги сограѓанки и сограѓани, почитувани верници од православна вероисповед. Со утрешниот Велики петок отпочнува чествувањето на торжеството над торжествата, воскресението на Господ Исус Христос, центарот на православната вера и празнувањето. Имајќи во предвид дека согласно верата, Великден, односно Пасха, означува и премин или ден на спасение, најчовечки, топло и најдлабоко искрено, без намера да ги повредам вашите верски чувства или да влијам на вашите верски убедувања, ве замолувам во текот на утрешниот ден да сте воздржите од традиционалниот начин на следење на богослужбите, свечените литургии во храмовите и посета на вечните почивалишта на вашите најблиски. Свесен сум дека оваа моја молба кај некој од вас ќе најде на негодување или неодобрување, од некои ќе ми биде судено дека сум еретик или ќе биде оценета како барање преголема жртва. Но вие, верниците, најдобро знаете дека жртвувањето за ближните е одлика на христијанството. Повикувајќи се на својата совест во име на секој спасен живот, па макар и еден, ги понесувам сите ризици од прозивки и уште еднаш замолувам за воздржување. Реалноста во целиот свет секојдневно не заприскува со броење на копните последици од чумата коронавирус, која за жал не го одмина Велес, Велешанки и Велешани. Затоа, драги мои сограѓанки и сограѓани, ако христијанството вели дека пред Великден живееме во денови на искушение, на молитва, пост и учење, тогаш апелирам да бидеме мудри и да извлечеме поука. Да оставиме свештените лица да богослужат и молитвите да ги упатат од храмовите, а верниците од домовите. Отинели, верата учи дека молитвите се најсилни кога се упатени од срцето. Да го победиме лукавиот и сите на број од дома да ја празнуваме победата на животот над смртта. За крај ве поздравувам со христијанскиот поздрав Христос воскресна. Со разумни одлуки, со љубов за ближните, останете ми живи и здрави до следните порадосни чествувања. Почитувајте ги препораките на надлежните здравствени институции, останете дома и чувајте се. Ви благодарам.